Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте не. На барање на жителите на село Црквино наскоро ќе биде конзервирана црквата Свети Ѓорги, а воедно ќе бидат решени и проблемите на мештаните кои ги посочија при средбата со премиерот. Ќе никнат ли нови сорти на тутун идната година на Велешкото поле? Од 2011 година до денес во Велес нема регистрирано заболени од ХИВ-сида. На барање на жителите на село Црквино наскоро ќе биде конзервирана црквата Свети Ѓорги, а воедно ќе бидат решени и проблемите на мештаните кои ги посочија при средбата со премиерот Никола Груевски. Започнаа активностите за конзервација и рехабилитација на црквата Свети Ѓорги во село Црквино. Станува збор за црква која според градбата и живописот датира од 17 век, а додека пак иконите датираат од 19 век. Увид направија стручни екипи од Центарот за конзервација и Министерството за култура, кои воедно констатираа дека потребно е да се изготви елаборат за валоризација на објектот, за истиот да се стави во режим на заштита. Направивме увид на лице место и увидовме дека се работи за алармантна ситуација со архитектурата. Меѓутоа, треба да се направи конзервација на фреско живописот, зашто надлежната установа веќе има направено истражувања и пробите се успешни, така да на денешниот состанок на лице место се утврди и динамиката на реализација на сите делови. Санирање на оштетената архитектура на црквата, конзервација на фреско живописот. Токму ова жителите на Црквино го побара од премиерот Никола Груевски, кој пред околу 1 месец ги посети мештаните. Во ова село, покрај овој проблем, кој своја завршница ќе добие за неколку години, решени се и неколку проблеми кои мештаните тогаш ги посочија. Оваа црква ние побарање и при посета на премиерот Никола Груевски во селото Црквино, ние устно побарахме дали може нешто да се помогне на црквата да се реконструира од тип бидејќи во лоша состојба. И премиерот ни обеќа дека веднага ќе пушти екипа да дојде на лице место да види дека стварно ги исполнува премиерот ветувањата према граѓаните и сите други лица што се договара на лице место во селото. Имавме проблем со татко ми за државјанство. И човек кој дојде овде, шо ни обета, оствари, еве, одма ни државјанство ми за татко ми добивме. Одма известај ми известија, се решена работа тоа шо обети, ни пушти вода, еве сега шо браниците доле ни застави се шо треба, ни направи. Според надлежните, интервентно најпрво ќе се санира архитектурата која видно е оштетена. Истата би требало да биде санирана во 2016 година, додека пак фреско живописот би бил конзервиран во 2017 година. Италијанската компанија Montante Group, која произведува механички делови, ќе инвестира во Македонија. Денес беше потпишан договорот за инвестицијата вредна 10 милиони евра. Истата ќе отвори 100 нови работни места. Montante Group, италијанска компанија која произведува механички делови, ќе инвестира во Македонија. Денес по средбата со премиерот Никола Груевски беше потпишан договорот за реализација на инвестицијата, според која оваа компанија ќе инвестира 10 милиони евра, а ќе вработи 100 лица. Вниманието на државата која го дава на фирмите во земјава било пресудно за одлуката на компанијата да инвестира во земјава. Се работи за еден многу софистициран производ кој има примена во шинската индустрија, потоа исто така амортизери за тешки камиони и за автобуси. Тој е вид на производ кој според она што е кажано е најновата и најнапредната технологија не само во Европа, туку и во светот. Градежните работи треба да завршат некаде кон крајот на мај или почетокот на јуни идната година. Истовремено ќе се започне и со обуката на вработените во оваа прва фаза. Капацитетите на италијанската компанија ќе бидат во Тирс, Скопје 1, а ќе се простира на 49.000 метри квадратни.
Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов изврши увид во градежните активности на детската градинка Весели Цветови во Делчево. Како што истакна Спасов, покрај зголемување на капацитетите, се вложуваат напори за зголемување на бројот на вработени во кадарот на детските градинки. Покрај зголемувањето на капацитетите, владата прави напори максимум за зголемување на бројот на вработени, за зголемување на бројот на кадарот во детските градинки. Би сакал да истакнам дека токму денес на денешен ден се доделуваат решенија за редовен работен однос на околу 222 вработени во детските градинки согласно Законот за трансформација во редовен работен однос, односно 222 волонтери или пак други лица кои што се ангажирани со договор во градинките ширум Република Македонија денес ќе добијат решенија за редовен работен однос. Останува уште завршување на третата и финална фаза од овој проект за трансформација на волонтерите и договорците, лицата кои што се ангажирани со договор на дело или авторски договор во градинките во редовен работен однос согласно Законот за трансформација во редовен работен однос, проект на владата на Република Македонија. Третата фаза ќе офати уште околу 200 вработени, односно вкупно со целиот овој проект со Законот за трансформација во редовен работен однос околу 670 професионалци ќе бидат ангажирани во детските градинки, 670 семејства ќе добијат редовно вработување, меѓутоа исто така и градинките ќе добијат подобар квалитет за грижа на децата од предучилишна возраст, а најбитно самите дечиња ќе добијат и поголема грижа од страна на професионалците кои што се ангажирани во детските градинки. Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделието ги насочува тутунарите за производство на нови сорти тутун. Новите сорти тутун имаат пократка вегетација со цел да не се судрат со разни мразови. Дел од советниците на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделието ги изготвуваат евидентните листови како помош на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство, при што производителите на тутун ги насочуваат кон типовите тутун кои што можат да се произведуваат. Станува збор за нови сорти тутун во земјава кои што имаат пократка вегетација со цел да не се судрат со рани мразови. Ова година имавме порани мразови кои што се случија во првата и втората недела од месец ноември, доколку имаме пократко стасни сорти, тие може да завршат негде во август и септември, да се исушат на време до средината на октомври, што значи да се добие повисок рандман, односно повисок принос и профит. Според Златков, некои од сортите што се произведуваат порано вегетираат и до ноември кога има рани мразови кои пак ги уништуваат врвните берби. Освен што не можат да се соберат, истите не можат и да се исушат. Оваа година, откупната цена на тутунот ќе се движи помеѓу 180 и 210 денари во зависност од квалитетот. Независно пак од квалитетот, субвенциите изнесуваат 60 денари по килограм. Жетвата на оризот заврши. Оризопроизводителите од Чашка задоволни од родот. Годинава го собраа родот и од поплавените површини. И покрај квалитетот на овој род, тешко се спроведува договорената цена за килограм арпа од 25 денари и 50 денари за бел ориз. Заврши жетвата на оризот и покри лошите временски услови приносите се задоволни и се очекува род од скоро 24.000 тони оризова арпа. Оваа година се собра дури и родот од поплавените површини и од обилните врнежи. Оризот во Вардарскиот регион најмногу е застапен на територијата на општина Чашка, каде беа насеани околу 200 хектари оризови полиња. За разлика од Кочанскиот регион кој што беше зафатен со поплави и врнежи од дожд, временските услови во општина Чашка беа поволни и затоа експертите велат дека оризот во овој регион е со голем квалитет. Сепак тешко се спроведува договореното пред жетвата меѓу земјоделците и откупувачите, цената да биде 25 денари за килограм арпа и 50 денари за бел ориз. Откупот се одвива инцидентно, а килограм бел ориз се плаќа по 48 денари.
По повод Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА во Велес одржана трибина за заштита од сексуално преносливи болести. Целна група се младите од 13 до 16 години, кои се сметаат како најранлива група која се соочува со овој проблем. Што се ХИВ и СИДА, што ги предизвикува и како да се заштитат? Центарот за јавно здравје одржа едукативна трибина со цел да ја зголеми свеста кај младите, особено кај ранливата категорија од 13 до 16 години. Активностите се дел од одбележувањето на 1 декември, Светскиот ден за борба против СИДА. Нашата цел е со оваа трибина да ги прошириме малку знаењата на ова, да речем, возрастна група од 13 до 16 години. Кога е, да речем, најранлива категорија, кога се запознава со состојбата, со не само на ова заболување, туку и на сите сексуално преносливи заболувања. Според надлежните, овие едукации придонесуваат за одржување на добрата состојба во Велес во однос на оваа проблематика. Од 2011-та до сега нема регистриран ниту еден случај, односно од самиот почеток регистрирани се 4 случаи на граѓани носители на вирусот или заболени од СИДА. Според статистиките кои ги имаме за град Велес, а кои покажуваат дека град Велес е еден од градови во Македонија кој што има најмал број на ХИВ позитивни или болни од СИДА, значи самите статистики покажуваат дека ние кај децата имаме големо познавање на оваа проблематика. Центарот за јавно здравје извршува бесплатни тестови за откривање на ХИВ или СИДА. Од таму велат, токму овие едукативни средби треба да придонесат кон се поголемиот интерес кај граѓаните да се тестираат од оваа болест. Лицето ЕИ од Велешко Горно Оризари се спогоди со обвинителството и доби 15 години затвор за 2 кривични дела. Тој беше фатен откако се обиде да уграби менувачница во трговскиот центар во Велес. Разбојништвото се случи на 7 септември оваа година, кога обвинетиот со закана и употреба на огнено оружје се обидел од менувачницата да одземе пари. Лицето влегло во менувачницата со оружје кое неовластено го поседувал и истото го вперил кон оштетениот, заканувајќи му се по живот доколку не му ги даде сите пари. Управата за имотно-правни работи се отворени денови за граѓаните во Неготино. На тие средби беше констатирано дека Управата за имотно-правни работи има одлична соработка со општина Неготино. Одлична е соработката помеѓу општина Неготино и Управата за имотно-правни работи на Република Македонија. Ова беше потенцирано на средбата помеѓу градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов и директорот на управата Зоран Крстановски, а во рамки на реализирањето на отворените денови со граѓаните. Стручните тимови на управата остварија средби со граѓаните на општината на кои се разгледуваа предмети од имотно-правен карактер и на сите заинтересирани им беше дадена стручна помош за нивно побрзо и поефикасно решавање. Најголем дел од прашањата се поврзани со експроприација на земјиштето за реализирање на општински проекти, како и за други прашања на релација Општина Неготино, Управа за имотно-правни работи. Во одделението за имотно-правни работи во Неготино се примени 4800 предмети за приватизација. Се очекува во најскоро време истите да добијат завршница. Изложба на фотографии од руралното и сакралното архитектонско наследство од Велес и Велешко представена пред граѓаните. За подготовка на изложбата биле посетени 50 на села и 70 на цркви и истата е дел од проектот Велес град на културата за 2015-та. Дел од македонското црковно богатство на увид пред граѓаните, преку фотографии и видеопрезентација, Народниот музеј од Велес во наредните неколку дена препорачува секој граѓанин, љубител на сакралното архитектонско наследство, да ја посети изложбата која е насловена како фотографии од руралното и сакралното архитектонско наследство од Велес и Велешко. Некои многу постари кои обстајуваат и по неколку векови и во своите олтарни простори зачувале живопис, кој покасно е покриен со понов. Кријат свое богатство изработени од мајсторите, зографи и копаничари, произлезено од рацете на плејада на познати и непознати зографи, кои со векови во робство го гаеле племенитиот занет и бделе
пламенот во духот на нашиот народ. За подготовка на оваа изложба посетени биле 50 села и 70 цркви, вели Дарко Николовски од Конзерваторскиот центар. Она што на терен е видливо, Николовски вели дека е во лоша состојба. Неопходна е итна санација и конзервација. Се надевам дека ќе пробуди кај луѓето кои се иселени еден интерес да се вратат да ги возобноват своите стари куќи, кои можат утре да придонесат за еден културен туризам или во некој друг облик. Исто така Македонската православна црква да најде и она сили и за овие далечни села, да најдеме начин, соработка една и нормално и општината, и општините, овие бидејќи се работи за 3 општини, да изнајдат и они во иднина. Ја не викам дека немаат, не даваат средства, него да има еден континуиран интерес за ова културно наследство, кое може да го користиме сите во различни сфери, не само како во научни, него во културни, во туризам и така натаму. Оваа изложба преку која на јавности се презентираат дел од сакралните објекти и руралната архитектура на територија на општина Велес, Чашка и Градско. За градоначалникот на општина Велес, ваквите истражувања се од огромна важност, бидејќи на површина изнесуваат податоци кои се малку познати, а многу значајни за црковното живење. Мора да изразим и благодарност до господинот Николовски што својата екипа го откри она што се заврши проектот, што можевме да го видиме во манастирот Свети Димитрија, нешто што е увод во нареден проект што треба да испадне од него, нешто што докажува својата безвремена рамка. Истовремено задоволството уште поголемо кога гледам дека на една ваква изложба има спој на неколку генерации од најмали па до највозрасни. Изложбата, која е во организација на Народниот музеј од Велес, е дел од проектот Велес град на културата за 2015. Председателот Иванов на самитот за климатски промени во Париз истакна дека Македонија е една од ретките земји која успешно се справува со бегалската криза. Во последното денонокие издадени 2195 потврди за азил. Вестите од Македонија. На самитот за климатски промени кој се одржа во Париз, Македонија доби комплименти за начинот на кој успева да се справи со бегалската криза. Председателот Ѓорѓе Иванов истакна дека ние сме една од ретките земји кои успешно успеваат да се справат со овој предизвик и се постапува согласно предвидените законски норми за се што е предвидено од тој аспект. Македонија, за разлика од некои други земји, од самиот почеток има ситуацијата со мигрантите под контрола и се дава секаков напор за да нема никакви последици за македонското население. Македонија е една од ретките земји која успешно се справува со овој предизвик, затоа што нашиот кризен менеджмент е активиран, имаме прогласено кризна состојба и постапуваме согласно нашиот закон како што е предвидено. Од тој аспект Македонија ги добива комплиментите. Македонија од самиот почеток на кризата се обидува да нема никакви последици по безбедноста на нашето население. На самитот Иванов разговарал со председателот на САД Барак Обама за евроатлантска интеграција, со германската канцеларка Ангела Меркел за се она што се подготвува во врска со бегалската криза, како и со грчкиот премиер Алексис Ципрас за мерките за градење доверба помеѓу двете земји. Самитот за климатски промени во Париз е одлична можност да се слушнат пораките на светските лидери за се она што се случува со нашата планета и последиците од климатските промени, потенцираше Иванов. Во последново денонокие издадени се вкупно 2195 потврди на странски државјани, од кои 1020 се од машки пол, 454 се од женски, 607 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 114 деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажена намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Набројни се државјаните на Авганистан па на Сирија и Ирак.
Во изминатиот ден до секторот за азил не се поднесени барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на правото на азил. Од започнувањето на издавањето на потврдите до вчера, до секторот за азил се поднесени 80 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда, при што најбројни се барањата на државјани на Сирија. Во прифатниот центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил, вчера евидентирани се вкупно 24 баратели на азил. Германската влада го одобри планот германските вооружени сили да учествуваат во војната кампања против исламската држава во Сирија. Загаденоста на воздухот во Пекинг е на големо ниво. Денеска германската влада го одобри планот германските вооружени сили да учествуваат во војната кампања против исламска држава во Сирија. Овој план треба да го одобри и Бундестагот. Ова ќе биде најголема мисија на Германија во странство, со што ќе бидат мобилизирани 1200 војници. Германија долго време даваше отпор за да се приклучи на војна интервенција во Сирија, но по нападите во Париз соопшти дека прифаќа ваква мисија. Во рамки на обуката и опремувањето на курдските борци на северот на Ирак, германците се моментално индиректно вмешани во борбата со исламска држава. Загаденоста на воздухот во Пекинг е на големо ниво. Видливоста падна на само неколку стотина метри, а граѓаните се жалат на непријатен мирис во воздухот, при што многумина од нив носат и маска на лицето. На 2100 фабрики кои се најголеми заgadувачи ширум земјата, им е наложено од страна на кинеските власти да сопрат со работа поради зголемувањето на загаденоста и смогот кој го загрози здравјето на луѓето. Концентрацијата во градот е 2,5 пм, што е едно од најважните показатели за загаденоста. Безбедното ниво кое го препишува Светската здравствена организација изнесува само 25 микрограми, а во Пекинг се надминува со 598 микрограми на кубен метар. Поради високото количество на смог на училиштата во Пекинг им е наложено да не ги пуштаат учениците надвор, а граѓаните се посоветуваат да не излегуваат од своите станови. Исто така повеќе од 30 летови се откажани од Пекинг до Шангај, во главно кон провинцијата Шензи, клучниот кинески произведувач на масло. Македонскиот фудбалски шампион Вардар утре го игра реванш над преварот од четвртфиналето во Купот на Македонија против екипата на Шкендија. Екипата на Работнички е поразена од Кожув. Домашен спорт. Македонскиот фудбалски шампион Вардар утре го игра реванш над преварот од четвртфиналето во Купот на Македонија против екипата на Шкендија. Лошата состојба на теренот Филип II и отежнатата игра која црвено-црните ја имаа со Ренова во 16-тото коло во првата лига ги принуди овој надпревар да се одигра на фудбалскиот терен во Ѓорче Петров. Вардарци на овој меч ќе бркаат негатива од 3 гола по убедливиот пораз со двајца играчи помалку на стадионот во Чаир со 0-3. Вториот скопски клуб Работнички поради истите причини на последниот куп меч против Силекс над преварот го одигра на градскиот стадион во Велес. На истиот терен Велешани ќе го простерат и дерби дуелот со Вардар од 17-тото коло. Дуелот е закажан за сабота со почеток од 13 часот. Првиот надпревар од 8-то коло од Македонската кошаркарска лига заврши со пораз за домакинот Работнички, кој со резултат 61-62 беше поразен од екипата на Кожув. Веќе во првата четвртина Работнички имаше негатива од 6 поени, а на полувреме замина со минимална негатива и резултатот 31:32. Во вториот дел од дерби над преварот, а особено во последната четвртина домакините ја контролираа играта. Сепак грешките во нападот ги казни американецот Брендон Пен, кој во последните секунди од надпреварот на својот тим му ги донесе поените за триумф.
Токму херојот Пен беше неефикасен кошаркар во редовите на Кожув со 25 постигнати поени, 11 повеќе од Штерјов, кој беше втор најдобар стрелец кај гостите. Во домашниот тим, повратникот Ѓорги Чековски одигра феноменална партија, проследена со 28 поени и 9 скока, но сепак истата се покажа како недоволна за да му донесе победа на својот тим, кој го претрпе четвртиот пораз во низа. Иако машката ракометна репрезентација се уште нема обезбедено учество во квалификациите за Олимписките игри во 2016 година во Рио, Ракометната федерација на Македонија е подготвена да се бори за организација на еден од предолимписките турнири. Ракометната федерација на Македонија испрати писмо со намери до Европската и до Светската ракометна федерација, со што и официјално ја истакна својата кандидатура за домаќин на еден од овие турнири. Ова доаѓа по состанокот во Сочи, на кој челниците на Европската ракометна федерација ги информираа можните учесници во предолимписките квалификации дека својата намера треба да ја изразат во писмена форма. Иако завршија како 9-то пласирани на годинешното светско првенство, македонските ракометари се уште имаат добра можност да се пласираат на Олимписките игри, а прв предуслов за тоа беше исполнет на Азиското првенство, на кое титулата ја освои Катар. Тоа ја внесе Словенија во квалификациите, а следна на листата на чекање токму Македонија, чија судбина зависи од разврската на престојното Европско првенство во Полска, на кое ќе навиваме титулата да ја освои Франција, Полска, Шпанија, Данска, Хрватска или Германија. ФИФА ги објави номинациите за наградите за најуспешните спортисти. Наградени најдобрите од шпанската Ла Лига, нова победа за Голден Стейт, меѓународен спорт. Светската фудбалска федерација ги објави имињата на претендентите за наградите кои се доделуваат на почетокот на секоја година на најуспешните во изминатите 365 дена. Аргентинецот Лионел Меси од Барселона, неговиот соиграч Неймар и португалецот Кристијано Роналдо од Реал Мадрид се на скратениот список на кандидати за златна топка. Во женска конкуренција номинирани се американката Карли Лојд, Аја Мијама од Јапонија и Селија Шашики од Германија. Кандидати за тренер на годината се Луис Енрике од Барселона, Пеп Гвардиола како тренер на германски Баерн Мюнхен и селекторот на Чиле Хорхе Сампаоли. За најдобар тренер во женска конкуренција кандидати се Джил Елис од САД, тренерот на англиската репрезентација Марк Самсон и Норио Сасаки, тренер на екипата на Јапонија. Во конкуренцијата за наградата Ференц Пушкаш, која се доделува за најубав гол, влегува погодоците на Алесандро Флоренци од италијанска Рома, Лионел Меси од Барселона и Вендел Лира од тимот на Гојанесија. Изборот на најдобрите е закажан за 11 јануари 2016 година во Цирих, Швајцарија. На свечена церемонија шпанската Ла Лига пак синоќ ги подели наградите за најдобрите фудбалери во сезоната што изминува. Претендентите за златната топка на ФИФА меѓу најдобрите и наградените и во шпанскиот фудбал. Најголем број од признанијата заминаа во тимот на Барселона, кој доминираше не само во Шпанија, туку и во Европа минатата сезона. За најдобар фудбалер, шести пат во 7 сезони е избран Лионел Меси, кој ја предводеше Барселона до двојната круна во шпанскиот фудбал. Тој е прогласен за најдобар напаѓач во Ла Лига, иако не беше прв стрелец во првенството минатата сезона. Во Барса заминаа уште 3 признанија на Клаудио Браво за најдобар голман, Луис Енрике како најдобар тренер и наградата за најдобар јужноамерикански фудбалер му припадна на Неймар. Реал Мадрид се задоволи со 3 награди. Серхио Рамос е прогласен за најдобар дефанзивец, Хамес Родригес за најдобар играч од средниот ред, а Кристијано Роналдо за најомилен меѓу навивачите. Единствениот фудбалер надвор од Барса и Реал што доби признание е Софијан Фегули од Валенсија, кој е прогласен за најдобар африкански играч во Ла Лига. И идеалната постава ја сочинуваат само фудбалери на двете доминантни екипи во Шпанија, и тоа осумина од Барселона и тројца од Реал.
Продолжува победничката серија на шампионот во НБА лигата Golden State, кој со триумфот над Јута од 106-103 ја забележа 19-тата победа без пораз од стартот на сезоната. Ова воедно беше и 23-ти триумф во низа за Warriors, вклучувајќи и 4 средби од минатата сезона, со што е третото најдобро постигнување во историјата на лигата. За надминување на овој рекорд, кој е во сопственост на Лос Анџелес Лейкерс и поставен во сезоната 1971-72 година, потребни им се уште 11 победи во низа. До новиот триумф одново ги предводеше Стеф Кари, кој 10 од вкупно 26 поени ги постигна во завршните 6 минути од средбата, вклучувајќи и тројка на минута до крајот при резултат 101-101. Дреймонд Грин и Клей Томпсон додадаа по 20 поени ке Голден Стейт. Од останатите средби победи забележа и Детройт, Бостон, Атланта, Чикаго, Милвоки, Сакраменто и Лос Анџелес Клиперс. Германецот Нико Росберг победи на последната трка во светскиот шампионат во Формула 1 и по 6-ти пат се искачи на највисокото место од пиедесталот во сезоната. Тој трет пат поред во Абу Даби триумфираше во болидот на Мерцедес пред клубскиот колега Луис Хамилтон и пилотите на Ферари Раиконен и Фетел. Стартуваше од пол позицијата, а тимската тактика му овозможи доволна предност без проблеми да се задржи на првата позиција до крајот на трката. По завршната 20-та трка од сезоната, Хамилтон заврши со 381 бод, 59 повеќе од Росберг, а Фетел е на трето место со 278 поени. Ке конструкторите победник е Мерцедес пред Ферари и Вилијамс. Следната сезона стартува на 20 март со трката за големата награда на Австралија во Мелбурн. Времето денеска умерено облачно со слаб до умерен северозападен ветер. Слично време не очекува и утре. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.